Добре дојдовте на Мондијалски вести на Слободен печат. За нас е ноќ полна со изненадувачки резултати на светското првенство. Парагвај елиминираше Германија по пенали. Мароко продолжи понатаму по драматична завршница, а Бразил со гол во судиското продолжение совлада Јапонија и си обезбеди место во осми на финалето. Бразил со гол во судиското продолжение совлада Јапонија со 2:1 и обезбеди пласман во осми на финалето на светското првенство. Јапонија прва дојде до пренос во 29-та минута, кога Каишо Сано ја искористи грешката на Данило и со прецизен удар погоди за 1:0. Бразил во второто полувреме тргна по израмнување и успеа во 56-та минута. По одличен центаршут на Габриел Каземиро со удар со глава ја затресе мрежата за 1:1. Кариотките до крајот постојано притиска, а победничкиот гол пристигна во 6-та минута од судиското продолжение. По убава акција, Бруно Гимараш го пронајде Габриел Мартинели, кој со прецизен удар го постави конечниот резултат 2:1. Со оваа победа Бразил обезбеди место во осми на финалет, каде ќе игра против победникот од дуелот меѓу брегот на слоновата коска и Норвешка. Светското првенство го доби првото големо изненадување во нокаут фазата. Парагвај елиминираше Германија по подобро изведување пенали, откако надпреварот во Бостон 120 минути заврши нерешено 1:1. Јужноамериканците славеа со 4:3 во пенал серијата, а Германија за прв пат во својата историја загуби на пенали на светското првенство. Парагвај победа во 42-та минута преку Холио Енцисо, кој со удар со глава искористи одличната асистенција на Галарас. Германија возврати веднаш по паузата, кога Кај Хаверц во 54-та минута израмни на 1:1 по центаршотот на Флориан Вирц. Во продолженијата, Германија имаше иницијатива и постигна гол преку Џонатан Тах, но по вар интервенција погодокот беше поништен поради прекршок врз голманот Орландо Хил. До крајот, резултатот не се менуваше, па победникот беше решен по пенали. Во пенал серијата клучни беа промашувањата на Хаверц, Волтемада и Тах, а победничкиот удар го реализираше Канале за големо славие на Парагвај. Во осми на финалето Парагвај ќе игра против победникот од дуелот меѓу Франција и Шведска. Мароко обезбеди пласман во осми на финалето на светското првенство, откако по драматична пенал серија елиминираше Холандија. По 120 минути игра резултатот беше 1:1, а мароканците славеа со 3:2 од белата точка. Мароко беше поопасен ривал во текот на надпреварот и создаде повеќе шанси, но Холандија прва дојде до водство. Во 72-та минута Вук Вехорст асистираше, а Коди Гакпо погоди за 1:0. Кога се чинеше дека холандјаните ќе се пласираат понатаму, Мароко израмни во првата минута од судиското продолжение. По центар шутот на Талби, Иса Диоп со удар со глава го постави резултатот 1:1 и го однесе надпреварот во продолжение. Во дополнителните 30 минути немаше голови, па победникот беше решен по пенали. Херој на Мароко беше голманот Јасин Боно, кој одбрани клучен удар, а Исмаил Сајбари го реализираше победничкиот пенал за голема славие на лововите од Атлас. Мароко во осми на финалето ќе се соочи со селекцијата на Канада. Ријад Марес се најде во центарот на вниманието по надпревар меѓу Алжир и Австрија, кој заврши 3:3 на двете селекции и му однесе пласман во 16 финалето на светското првенство. Контроверзиите започна по неговиот гол во 93-та минута за водство на Алжир од 3:2, резултат што ќе елиминираше Австрија. Само 3 минути подоцна австриците израмни и пасивната реакција на алжирската одбрана предизвика бројни сомнежни коментари во јавноста. По надпреварот, Марес призна дека почувствувал во врска да ја заврши акцијата и постигна гол, иако бил свесен дека тоа може да изгледа непријатно со оглед на ситуацијата на терен. Тој додаде дека го почитува фудбалот и не може намерно да не се обиде да погоди, а на крајот истакна дека најважно е што и Алжир и Австрија обезбедија пласман во следната фаза. Неговите зборови веднаш предизвикаа бројни реакции, а надпреварот меѓу Алжир и Австрија останува еден од најконтроверзните на досегашниот тек од светското првенство. Председател на Фудбалската федерација на Саудитска Арабија поднесе оставка по елиминацијата на националната репрезентација од светското првенство. Саудитска Арабија во групата Х освои само 2 бода, ремизирајќи против Уругвај и Земнородските острови, додека претрпеа убедлив пораз од Шпанија. Ал Мисехал истакна дека неуспехот за пласман во следната фаза не ги исполнува очекувањата и дека ја презема целосната одговорност за резултатите на репрезентацијата. Саудитска Арабија настапи на своето трето последователно светско првенство и 7 во историјата. Единствениот пласман во нокаут фазата го има од Мондијалот во 1994 година. Изненадувањето Јужна Африка елиминирана од светското првенство, но нивниот селектор Уго Брос испиша нов рекорд. И покрај поразот од Канада со 1:0 во нокаут фазата, Брос стана невозрастниот селектор во историјата на светското првенство кој водел репрезентација во елиминацијската фаза.
Тој има 74 години и 79 дена. Со тоа го надмине на претходниот рекорд на Оскар Табарес, кој во 2018 го предводеше Уругвај до четвртфиналето на возраст од 71 година и 125 дена. Во текот на својата кариера во Јужна Африка, Брос имаше и македонска врска со стручниот штаб, бидејќи негов помошник беше Чеде Јаневски. Вечерва продолжуваат надпреварите од 16 финалето на светското првенство, а на програмата се 3 нови елиминацијски пресметки во кои 6 репрезентации ќе се борат за место меѓу најдобрите 16. Од 19 часот силите ќе ги одмерат брегот на слоновата коска и Норвешка, во дуел кој нема простор за поправа. Во вечерниот термин од 23 часот, еден од фаворитите за титулата, Франција, ќе се соочи со Шведска, во уште еден надпревар што привлекува големо внимание. Денешната програма ќе ја затворат Мексико и Еквадор, кои ќе играат во 3 часа пополно, во битка за пласман во 8 на финалето. Тоа беше се за ова издание на Мундијалски вести. Ви благодарам за вниманието и останете со Слободен печат.